Јас би сакал денеска да споделам неколку прашања што ги напишав во текот на вчерашниот ден, би рекол во текот на целиот викенд. Се надевам дека можеби и вие сте се запрашале во текот на изминатиот период, денеска можеби, зошто сме заглавени на овој чардак, ни на небо, ни на земја. Има ли крај за неизвестноста, несигурноста и стравот со кој секој ден ни се заканува црната пропаганда? Зошто некои луѓе поправо веруваат на очигледни лаги отколку на очигледни факти? Зошто навидум пристојни семејни луѓе во години цујат и се закануваат како пијани кусари по социјалните мрежи? Зошто протестираат антидигиталците, например? Тоа е многу добро прашање. Дали можеби образовните реформи требало да започнат токму тогаш кога тие биле во прво одделение, па сега да имаат некаква представа за тоа што значи дигитализација во образованието? Зошто младите не се заинтересирани за изборите, за политиката воопшто? Зошто секогаш се гласа за? Зошто секогаш се гласа против, а не за? Ние сме навикнати да гледаме луѓе кои гласаат за инат на другите, а не наоѓаат опција која ним може да им се допадне. Барем голем дел од луѓето со кои сум разговарал во изминативе 30 на години, така одговарале на ова прашање. Зошто некој треба да ја брани државата, некој што би требало да ја брани државата, всушност работи само за партиски интереси. Облекува униформа на државна безбедносна структура, одбранбена структура, а потоа тера партиска агенда. Тоа е исто многу интересно прашање. Зошто, еве во тој контекст, зошто некои политички партии се противат на законот за армијата? Зошто имаат толку голем отпор да се модернизира и легислативата која се однесува на нашата одбрана, на нашата армија, на службувањето во армијата? Понатаму, можеби тоа прашање е поврзано и со мотивите кои беа исти, слични или слични во периодот кога одредени политички партии беа строго против законот за јавно обвинителство. Дали се работи за исти мотиви или слични мотиви? Се разбира, остануваат неодговорени стотици други прашања. Еве, например, она за милионите евра со непознато потекло кои се слеваат во македонските дел од македонските медиуми со цел да се спроведува црна пропаганда и да се спречуваат битните, прогресивните процеси во земјата. Или онаа бројка од 160 медиуми за кои слушнавме неодамна, кои се вклучени во антизападната и антимакедонската пропаганда, црна пропаганда. Навистина останува многу битно прашањето, е многу интересно како ли се финансира толкава машинерија. И се разбира уште многу други прашања, како што кажав, одговорени и неодговорени, на некои од одговорите им се очигледни, меѓутоа никако да проговориме за нив. Но тоа што е најважно во оваа цела приказна е дека е важно да се поставуваат прашањата. Поставувањето на прашањата е речиси исто толку важно колку и одговарањето на тие прашања. Еве, едно од тие прашања е, например, можеме ли заедно? Тоа е прашање на кое јас и моите другарки и другари, колешки и колеги, заедно со гостите на Цивил, ќе се обидеме да одговориме во среда во 13 часот. Тоа ќе биде уште еден во низата, навистина го изгубивме веќе и бројот на настани кои ги организиравме во последниот период од почетокот на годинава, и ова прашање ќе се однесува на различностите, на мултикултуралноста, на тоа како и дали и како можат различните заедници да живеат и да работат заедно. Сигурен сум дека ќе има интересни одговори таму, а се разбира, не ги заборавајте и претходните прашања кои ги поставивме денеска во овој прилог.